Близу 100 починати од COVID-19 за само 48 часа во Македонија. Драматичната слика со преполни болници продолжува. Вкупно 1739 пациенти се на болничко лекување во ковид центрите низ земјава, а само во последното деноноќе хоспитализирани се 65 нови пациенти. Загрижувашто многумина од болните се со тешка клиничка слика. Бројот на активни случаи на COVID-19 во земјава е повеќе од двојно поголем од бројот на вакцинирани. До сега, само 9664 лица се имунизирани, додека активни случаи има повеќе од 21500. Според голем дел од лекарите, доцнењето на вакцините чини многу изгубени човечки животи. Микробиологот Пановски предупредува дека најлошото е пред нас. Кон 20 април ќе имаме пик од над 60 починати на ден. Но јавноста прашува до кога вака. Иако анкетите покажуваат дека само 50% од граѓаните би се вакцинирале, здравствените власти не направија кампања за вакцинација, за да се зголеми довербата кај граѓаните во вакцините. Ниту еден државен функционер јавно не прими вакцина, по теркот на многу држави во светот, каде што дел од политичарите први ја прими антиковид вакцината. Добро осмислена и аргументирана кампања секако ќе им помогнеше на македонските граѓани да ја препознаат вистината во огромниот број на информации и дезинформации што секојдневно се шират на интернет. Иако се најавува масовна имунизација во Македонија, сепак здравствените власти се уште седат со скрстени раце во однос на кампањата за се помасовна имунизација. За разлика од нас, земјите од регионот и во Европа веќе забрзано ја изработуваат кампањата, затоа што тука гледаат надеж дека граѓаните се повеќе ќе веруваат во вакцинацијата. Од утре почнува вакцинацијата во поголем обем со руската вакцина во А1 арената Борис Трајковски. Според најавите на здравствените власти, утре дури 3000 лица ќе излезат од спортскиот центар со примена доза на Спутник В.